Почитувани, случајот канабис милионите на Заев зема се поголем замав. Од вкупно 31 доделена лиценца, од кои само 10 се доделени во месец декември, поголем дел од нив се доделени на фирми чии сопственици се блиски до владата на Заев и СДСМ. До сега презентиравме две фирми блиски и поврзани со владата на Заев и СДСМ. Фирмата на синот на познатиот Ванчо Деликатес и фирмата на сопственикот на Делукс Ауто Бобан Спасовски. А денеска ќе презентираме и трета фирма која што добила лиценца доделена од владата на Заев. Фирмата Кана Лайф ДО Ивањевци Могила е една од фирмите која добила лиценца, инаку фирма чиј собственик е фирмата Ар Експорт Струмица, чиј краен собственик е Митра Лазарова, мајка на Кирил Лазаров, собственик на Никоп обезбедување. Инаку, Никоп обезбедување важи за фирма блиска до владата на Заев и СДСМ и има добиено бројни тендери од владата, при кој најпознат е тендерот во вредност од околу 3 милиони евра, каде што ја обезбедуваат владата и уште 30 на државни институции. Владата на Заев доделува лиценци на своји блиски фирми без размислување дали предизвикува хиперинфлација на лиценци или дали се исполнуваат критериумите за доделување на таквите лиценци. Целата хиперинфлација на лиценци за одгледување канабис треба да биде предмет на ревизија, дали сите тие компании ги исполнуваат условите или не. Скандалот канабис, милионите на Заев, мора да се истражи во детали и да се утврдат сите прекршени процедури во доделувањето на лиценците. Одговорност после 12 април мора да има. Заев и СДСМ се виновни за она што се случува на државата. Но она што е добро е што никогаш повеќе нема да и се повторат на Македонија.